Вчера имавме инспекција, има од докторката Дивна Орберова, тоа е здравствен инспектор санитарен, кој што ни бараше некои информации, така да можевме да сватиме дека Министерството бараше податоци за материјал кој што го поседуваме. Маски, ракавици, дезинфекциони средства, количини, кои се наболедувања, како се, колку специјалистички кадар имаме. Ние тоа што ни бара Министерството одговараме постојано. Каков кадар имаме, ако затреба на ниво на општина, на држава, да пратиме дел од нашите доктори, ќе пратиме, со што располагаме се даваме информации, меѓутоа конкретно колку болни има, какво има, какви насоки, исклучиво доаѓаат од Центарот за јавно здравје. Се трудиме да помогнеме на сите. Од исто и со граничната полиција, јас повеќе се работувам и од докторката Надица, постојано сум во контакт со нив, се што им треба, јас давам информации и материјали. Не знам са некој дали има тука од граничната полиција. Да, они знаат дека јас се трудам да бидам секогаш со нив. Не знам, не можам некои посебни податоци за короната да дам за нашата општина. Освен дека еден случај од Каменица имавме во неделата, кој што беше примен без да го преведа докторката Надица и сигнализирав и во Министерство и на нејзиниот во Центарот за јавно здравје, не може така неодговорно никој да се однесува. Мора да се земе епидемиолошка анкета, затоа што во вакви ситуации епидемиолошката анкета е најбитна. Најбитно е пациентот да ја каже вистината, со кој контактирал и како. Секоја тајна доведува до зголемување на бројот на заболени и може да букне епидемија. Што е до мене, јас се трудам во координација со мојот стручен колегиум, сите предлози да ги земат во обзир, излегуваме на телевизија, кажуваме, апелираме. Меѓутоа, некои работи ни треба помош и од полиција, заради тоа што добро е сега што донесе одлука на владата, нашите сограѓани што доаѓаат од Италија да ни помогнат да ги сопрат, да излекуваат, да се во самоизолација. До сега не можеме да ги натераме да се самоизолираат. Од нашите сограѓани, кои што исто така беа доста неозбилни, сватија ситуацијата и почнаа да ми се јавуваат на мене. Јас навистина не сум одговорна, меѓутоа ми пишуваат и пораки кои се од Италија дојдени, од кризни подрачја, точно како се и не ќе да се самоизолираат, него шетаат. На сите веќе тоа им смета, веќе затоа што сите се исплашени. Сега тука тражам помош од полицијата, не знам какви насоки имате вие. Не знам, ако има некоја прашање конкретно, јас... Согласно вашата дискусија, мисля дека мога да дојдат до заклучок дека ви предлагате две мерки. Почитување на мерката самоизолација од населението. И втор предлог ви е сите кои покажуваат знаци на симптоми да се придржуваат, да не доаѓаат кај вас во неиспитување, тука да се јават на телефонскиот број кој што е на Центар за јавно здравје. Епидемиолозите да извршат контрола во нивниот дом или се позволат да бидат оставени. Да, анкета од страна на епидемиолог да ги извршат. И уште еден предлог имам, таа од иницијатива и од стручен колегиум и од мене. Значи, тука слушнав дека на собранието се формира една екипа од млади луѓе кои што ќе помагаат, волонтери е така. Јас се потрудив да им помогам колку можам да дадам маски и ракавици и ако набавам уште ќе им дадам, да бидат вклучени и пациентите во оваа смисла. Да не доаѓаат на преглед, него хроничните болни да ги добиваат рецептите по телефон да се јават, а младите деца да дојдат да ги земат рецептите и да ги расподелат по куќите. За да воопшто не доаѓаат, затоа што гледам дека хроничните болни доаѓаат. Ефект можам да ви кажам дека има од тоа што излегов неколку пати на порталот на Делчево 360. Нема многу пациенти, денеска стигна налог само хитни и неодложни пациенти, иако термините се отворени. Специјалистите се тука, на располагање се, меѓутоа само хитни и неодложни случаи треба да се прегледуваат и да доаѓаат во амбуланта. И сега јас немам насоки конкретно ако не се јави некој случај, меѓутоа се припремам. Затоа што ви викам со Центарот за јавно здравје нема многу комуникации. Одредив едно комбе, исклучиво со тоа комбе да се носат пациенти сомнителни. До сега имавме насока дека или можда лажна информација, меѓутоа докторката Натка не состано кажа,
дека треба домашните да после епидемиолошката анкета, домашните да го носат пациентот по инфективно штите. Меѓутоа, ако молам, домашните никаква препорака и предлог нема домашните, значи мора тоа е екипа да дојде или од Скопје или од Штип да ги... Значи нема да доаѓа, ако бухне епидемија не може да доаѓа. Гледате дека ќе мора да се спроведува на друг начин. Јас одредив веќе едно комбе кој што исклучиво тоа ќе го работи. Од првиот случај ако не дај Боже се јави, во тоа комбе и за Каменица и за Делчево исклучиво тоа комбе ќе биде. Не можеме сите комбини да ги загариме, иако ние ги редовно ги стерилизираме, особено сега после ова што се случува, постојано се бришат ваки, се прскаат тревети, нови постелнини, ставаме за секој пациент посебен чаршаф, се набавиме и се е во кондиција, меѓутоа мислам дека е најдобро само со едно комбе да ги носиме, ако мораме ние да ги носиме. Значи првиот случај што ќе го однесеме, тоа комбе веќе ќе биде само за да... И на тоа возило се врши дезинфекција. На сите возила вршиме, а на тоа ќе вршиме посебно. Значи ние и сега вршиме постојано, барем тие 3 години јас како сум во здравствен дом, редовно се перат и од надвор и од натре не одат на пералница ни едно комбе, исклучиво во здравен дом, лежаи, стамажи, се дезинфицира, а сега посебно се дезинфицира. И од вчера рековме и од надвор здравниот дом го дезинфицирахме и од натре. Значи правиме се што може, што се имаме идеја и што ќе прочитаме и што ќе добиеме навик, се го спроведуваме. И секој сме на располагање и на граѓанството, и на општината, и на вас на сите.